995 милиони евра кредит побарале граѓаните во месец мај за да купат станови и куќи. Ова досега е најголемо задолжување по овој основ, а споредбено со мај минатата година е повеќе за 14,1%. Од друга страна, кризата зазема се поголем простор од кредитните картички на граѓаните, а тие кај банките запишуваат се поголеми минуси. Последниот извештај на Народна банка потврдува дека задолжени има се повеќе, а нивниот долг во овој момент е 105 милиони евра. Новото негативно салдо доаѓа по повеќе месечна пауза, бидејќи во претходниот период ваква тенденција немаше. Податоците покажуваат дека во мај домакинствата кај банките биле задолжени за огромни 3,1 милиарда евра. Граѓаните лесно наседнуваат на кампањите на промоциите на банките без да седнат да си направат домашна сметка дали тие можат да ги сервисираат тие обврски по тој кредит. Од друга страна и тоа задолжување некако лесно се прави, сега решено е проблемот, банките се обезбедени со хипотеки, со заложено право. Сепак останува проблемот кај граѓаните кои што земаат кредит, а не се во можност самите редовно да си ги отплаќаат своите врски. Важно во оваа анализа е тоа што расне интересот за потрошувачки кредити, што со други зборови се толкува како барање начин за преживување и ургентно решавање на некои потреби. Освен споменатите два вида, трет најомилен начин на задолжување се кредитните картички, кој во однос на мај лани сепак има пат од 9,1%. Кон други видови на задолжувања, граѓаните пружеле рака за речиси 59,6 милиони евра, што споредбено со минатата година исто така е помалку. Најголем пат имаат барањата за автомобилски кредити, кои во мај достигнаа одвај 4 милиони евра, што е годишен пат од 7,3%.